Максим Димитриевски, кумановски градоначелник во студио 10 и лидер на движењето за наша Македонија, или не знам како ќе се вика, веќе циркулираме и шпекулираме со имињата, меѓутоа веројатно кога ќе дојде време ќе соопштите. Добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов, Мишко, поздрав до вас, до вашите гледачи и да ви го честитам меѓународниот ден на новинарите, на медиумите, да посакам што поголем број независни медиуми во ова помалку веќе заробена држава од страна на поединци. Заробена држава? Така е. Заробена затоа што сите посакуваат да имаат држава, а ние одиме во фаза да се формира приватна држава на поединци кои што во целост ќе контролираат и преку тоа ќе создадат и изградат еден систем на модерно робство, преку кој што пак ќе управуваат со човечките судбини и сакаат да ги контролираат единствено за гласање, за да им даваат нови мандати да владеат и така натаму. Ова заробена држава е на Прибе, ако не се лажам, така? Па многумина имаат споменато како термин, но тоа е еден феномен кој што за жал кај нас од ден на ден се развива се повеќе и час поскоро треба тоа да го спречиме. Прибе беше кај Димитров, затоа ве прашав заробена држава, кај Никола Димитров, и тоа многу пати се споменуваше во јавноста, не гиравте дека има било каква поврзаност, меѓутоа правите ли некако фронт опозицијски, не знам како да го наречем? Ние дефиниравме идеологија, се шириме низ државата, секој е добре дојден, многу пати имам кажано, сите се добре дојдени, освен оние кои што имаат направено зло, штета на нашата држава, на македонскиот народ, на граѓаните. Ќе водиме една умерена политика, реална политика, пристап кој што до сега граѓаните го немаат видено, многу повеќе ќе се работи, помалку ќе се зборува и ветува, а тоа го потврдуваме со тоа што го имплементираме во Куманово. Значи, реализираме сериозни проекти, секојдневно, дури некои од нив и ги немавме најавено, како што е бесплатниот автобуски превоз за сите, но еве го функционира на 13.000 превози дневно во град со 100.000 жители, е сериозен процент на луѓе кои што создаваат навики за користење на јавниот превоз и јас искрено сум среќен на таа одлука што беше донесена со апсолутен консензус во Советот. Која е целта? Нека се формираат движења. Мислам дека треба да се отвора... Ова не е движење на Никола Димитров, ова е институт, претпоставам повеќе на Think Tank солуција, но јас се обидов да направам паралела да повлечем. Како и да е, значи, опозиционото расположение во државата ќе расне, што понатаму ќе се случува, времето ќе покаже. Јас нагласив многу пати, ние сме подготвени да соработуваме со сите, освен со тие кои што не доведува во оваа состојба во која што сме денеска. Тоа значи и со Христијан Мицкоски? Тоа значи со сите кои што немаат нанесено и направено зло на Македонија, што се однесува до што е дефиниција за зло. Последиците кои што се однесува до постапките на Мицковски, тој треба самиот за себе си да каже. Инаку политиката е диалог и политиката подразбира и компромис. Многу пати бројките самите го налагаат да разговарате со различни представници на политичката сцена. Јас сум отворен за разговор, буквално со сите, но ви велам, во нашите редови политичките репрезенти нема да бидат лица кои што до сега имаат со своето политичко делување нанесено штета на државата и на македонскиот народ. Димитар Ковачевски има направена штета на македонскиот народ? Димитар Ковачевски во моментов прави огромна штета со тоа што не ги контролира и не ги владее работите во целост. Затоа вие мислите така? Јас не мислам, тоа се покажува на дело, бидејќи тој во моментов не е премиер. Премиерот на државата е господинот Алија Ахмети, а Ковачевски заедно со неговите подржувачи е само еден привезок од власта кој што ги имплементира политиките кои што претходно Ахмети ги договара на лидершипот на неговата партија. Видите, имате втор премиер кој што ви Артан Груби, кој што покажува толку голема аздисаност од власт со голем број на министри од редовите на ДУИ, кај што Ковачевски намешто експресно да ги смени по сите оние гафови кои што ги
направи, всушност тој се обидува тоа да го трансформира во еден вид на шега, интерпретира во јавноста дека ете тоа е составен дел и забава. Па мислам на сите оние пеења по кабинети, па играње на фудбал, тоа е покажување и демонстрација на моќ во власта, дека никој ништо не ни може. Таа партија владее со Македонија повеќе од 20 години, знаеме како дојде да се инсталира во извршна власт, влегува на големо во законодавната власт, дополнително ја узурпира судската власт, сите странски амбасадори, вклучувајќи го и евроамбасадорот Гир, кој што вчера излезе со одредени ставови, рекоа дека се разочарани во судската власт, а таа од ден на ден се повеќе и повеќе се партизира и замислете прави се поголем број на преседани. И сето тоа Ковачевски треба да го менажира како прв човек, но факт е дека работите не зависат од него. Јас не навлегувам во карактерот на Ковачевски каков човек е тој. Лично го познавам, но зборувам во моментов едноставно нема контрола на состојбата. Ковачевски има министри кои што работат што сакаат и како сакаат. Дали Мицкоски има контрола на состојбата? А за тоа не знам, јас немам внатрешни информации што тоа се случува во ВМРО ДПМН. Да, за Ковачевски имам, затоа што јас израснав во Социјалдемократскиот сојуз и се уште до ден денеска имам голем број на пријатели, другари со кои што комуницирам и споделувам информации, тоа што се гледа и потезите кои што се прават. Не можете вие да премиерот дојде во Куманово и каже дека поранешниот пионерски дом ќе го реконструира или пак ќе го даде на општината, бидејќи тоа е едно ругло во центарот на градот, а после еден месец откако општината ќе поднесе барање официјално до владата, да ви се врати негативно мислење и од владата и од ресорно Министерство за труд и социјална политика, кај што ќе ви кажат дека тие имаат планови со тој објект и не го враќаат на општината, објектот е за образование, намено во генералниот план, а не за труд и социјална политика. Тоа значи неискоординираност. Никој никого не почитува, ниту пак некој го ферма и тоа е погубно. Дури е погубно и за мене, бидејќи колку и да се големи разликите помеѓу нас, сепак тоа е и ваш и мој премиер. Се плашите да влезете во дуел со ВМРО ДПМН? Не, јас секогаш сум влегувал отворено во дуел со сите врз база на аргументи, а исто така и ВМРО ДПМН владееше на начин како што владееше и беше променето. Но видите разликата, знаете во што е? Што вие денеска ношти во еден неформален разговор со член на семејството вели па само луѓе од Социјалдемократскиот сојуз и луѓе од ДУИ никогаш немаат одговарано за своите работи кои што ги имаат направено во оваа држава. Вие погледнете, сепак имате осудени лица од редовите на ВМРО ДПМН. Некој од нив све па немате. А погледнете од ДУИ, дали имате вие осуден некој од представник од власта од ДУИ. Своевремено имаше еден представник кој што мислам дека беше од ДПА на Агенцијата за менаџирање со спортските објекти и тоа е тоа. А толку многу афери се поврзани со сите тие имиња кои што продефилираа последниве 20 на година на политичката сцена и никому ништо. Тоа покажува дека никој не може да ги допре. Зошто? Затоа што ја узурпираме судската власт и потоа преку контрола на судската власт всушност вие си обезбедувате комодитет. Каква и постапка да се поведе против вас, секогаш некој ваш партиски член поединец ги видовме како ги бираат судиите, нивни деца. А зашто ми го избегнувате прашањето за ВМРО постојано? Не ви го избегнувам прашањето, значи ВМРО ДПМН имаше своји грешки и едноставно не е на власт. Не говорам за Груевски, говорам за Мицкоски, говорам затоа што не можете да очекувате од мене да јас излегувам и ја напаѓам опозицијата. Значи, во моментов на власт е ДУИ, заедно со својот коалиционен партнер, мојата поранешна партија СДСМ и помалите политички партии. ВМРО е со овој наратив дека владее ДУИ со коалиционен партнер СДСМ. Не, ова е мој наратив и мој став, а не знам, ги немам слушнато кога се имаат произнесено вака, но дефинитивно власта е таа која што е презема одговорноста за водење на државата. Вие не можете да барате од човек кој што всушност во моментов, ајде, можеби е еден од најтврдите опозиционери во државата да ја напаѓа опозицијата. Всушност, власта треба да се коригира. Таа не имплементира и не реализира политики кои што се корисни за граѓаните. Таа реализира политики кои што се корисни само за поединци од власта. Вие имате во власта, значи,
министри кои што се повеќе на власт од самата политичка партија. Уште од пржинската влада па нааму и мува не ги лази си владеат со државата, еден куп афери, хаос е во државата, немаат намера никогаш да се тргнат. Народот мора да ги смени на избори. Како ќе ги смени? Значи ќе дојде до едно освестување во јавноста каде што проопозициони партии, движења и така натаму ќе излезат, ќе понудат нешто ново, ќе покажат дека се различни од останатите и ќе се стекна со довербата на граѓаните. Но за разлика од останатите, ние сме тие кои што даваме своји предлози и ги реализираме самите предлози. Тоа го потврдуваме во Куманово. За непол месец изградивме инфраструктурно скоро една населба, таа населба, таа едучка чешма, каде што беа најголемите изборни подкупи за време на изборите, ако се сеќавате низ каква голгота поминавме на локални избори во Куманово. И тогаш тоа се молчеше, час и чест на поедини медиуми кои што смогнаа храброст да го пренесат, но еве денеска ние сме тука, а тие се во опаѓање. Зошто? Затоа што народот гледа. Не можете да се водите вие по онаа стара максима, кај што лоповите велат држте го лоповот, или двајца лоши се удружија да го победат добриот. Значи, ние мора да одиме како држава напред. Ова се недвосмислени процеси с кои што поменуваме. Не може Артан Груби да излезе и да каже Енка Бехтел, тоа е најдобриот проект кој што го имаме замислено, а всушност ја гледате позадината дека не се работи ниту за наративи политички или национални, како што тоа своевремено Ахмети го спомена 2021 година во декември, кога рече дека со овој проект всушност се реализираат националните интереси на релација Скопје-Приштина-Тирана и всушност му фрли национален наратив на самиот проект. Коридорот 8 е всушност геостратешки проект кој што најголем интерес од истиот покрај Македонија имаат нашите држави членки на НАТО партнери кои што всушност имаат голем интерес да се изгради еден ваков коридор за да се олесни транспортот на стоки, услуги и дополнителна војна логистика на релација Драч-Скопје и понатаму кон останатите делови на Западен Балкан. И кога имате веќе една ваква инвестиција, вие треба да имате мудар лидершип кој што ве води да излезе со тие ваши партнери да разговара за делот на финансирање на истиот. Кој колкав дел ќе покрие? Затоа што една сиромашна држава како Македонија не може да си дозволи да потроши 1 милијарда и 200 милиони евра за таков проект на кој што ќе гравитираат мал број на возила. Значи, видите, тоа е меѓународен коридор, погледнете ги во соседството како се изградија сите меѓународни коридори, да не зборувам за геостратешките, таму беа во глобала финансирани со странски пари. Единствено Македонија зема од тоа што го нема, всушност се задолжува и влегува овакви инвестиции. А за договорот кој што беше класифициран, и да не зборувам кај тоа имате вие договор да се класифицира за стратешка инвестиција, градба на автопат или еден нов коридор. Впрочем, па го прашувам Груби, дали ние тоа ќе градиме база за атомска енергија производство и за атомска бомба, или пак ќе правиме меѓународен коридор за инфраструктурно поврзување. Добро, 4 автопатски делници за Димитриевски. Но видете, значи ние инфраструктурно е убаво да се поврземе, но државата треба да си ги испружи нозете толку колку што и е чергата. Истите дебати беа и Словенија кога го почнуваше на Милан Кучан. Истите дебати беа и Туџман кога почнуваше затоа што плаќале до не знам колку време. Ние мораме еден ден да ги направиме тие автопатишта. Побогу 21 век па нема. Мене ми е мака ми е да отидам јас немам против да се направи инфраструктурата. Па не разбирам што е проблемот. Да градам нешто по многу повисоки стандарди од вообичаените, бидејќи таму се предвидени изградби на коридор, на мостови кои што ќе поднесуваат многу поголеми тежини од стандардните мостови кои што веќе ги имаме изградено. Добро, истиот и у Косово е правен да дури е специфичен. У Косово не го плати Република Косово, тоа е разликата. Овде го плаќаме ние од наш буџет. Затоа што таа инфраструктура треба да подржи движење на тешки воени возила, како тенкови, Абрамс и други тешки возила кои што бараат соодветна инфраструктура, и тоа е во ред. Македонија е држава членка на НАТО
И ние треба да градиме според тие стандарди. Но ако веќе градиме неколку пати поскапо, тогаш ајде да разговараме со нашите НАТО партнери, тоа да биде платено дел од нив. Зошто? Бидејќи ние немаме такви тенкови. Такви тенкови имаат нашите партнери. И да не зборуваме за X други моменти во делот на голем број на шпекулации кои што кружат во јавноста. Ние имаме денеска во јавноста кружи вест дека тој автопат ќе чини 2 милиарди. Значи дефинитивно ќе биде најскап автопат во историјата на оваа држава и регионално и пошироко. И сега да се вратиме некаде 6-7 години наназад, кога ги обвинувавме Груевски и цела таа екипа околу него, кои што исто така енормни пари трошеа, имаа голем број на злоупотреби, некои од нив денеска и се во затвор, дека плаќаа најскапи автопатишта по километар. Што има разлика? Значи ги сменивме едните, дојдоа другите кои што се уште пософистицирани и бетер. Зошто? Затоа што наративот на еден од партнерите на власта е всушност се води по принципот можам да правам што сакам, како сакам и кога сакам, а законот да не ме допира. Зошто ја држам судската власт? Ке ви кажам само еден пример во Куманово што се случи. Во делот докаде ни отиде на судската власт. Уставниот суд ви е највисоката судска инстанца во државата. Имало поголем број на иницијативи за поништување на акти кои што ги носи Советот на општина Куманово. За еден ист акт. Уставниот суд носи различна пресуда или различна одлука за ист акт. Апсолутно е тоа недозволиво. Уставниот суд тоа го прави. Во мој разговор со председателот на судот, кој што го побарав службено да поразговарам и да му објаснам за што се работи, и му кажав дека јавниот интерес е секогаш пред приватниот интерес на приватните инвеститори, дека веќе имаа таква судска пракса. Добив одговор дека судската пракса за председателот на Уставниот суд нема никакво значење, па се поставува прашањето дали моите професори Бајалджиев и Мицајков, кога учев за тоа, ме учеа погрешно кога ми рекоа дека судската пракса е еден од основните извори на правото. Каде отиде оваа држава? Вака ќе ја водиме државата. И затоа секој ден ги имате амбасадори на Соединените Американски држави, на Европска унија, ви излегуваат, ви ја критикуваат судската власт. Паралелно трошат големи пари за реформи, а работата не врви. Зошто? Затоа што вие немате политички субјекти кои имаат реално желба да ги менуваат нештата. Зошто? Па им одговара хаосот. За да ги блокираме странските инвестиции во Куманово, да излеземе да си ја купиме приватно индустријската зона и потоа да ја распродаваме. Што ви е блокирано во Куманово? Па еве, нели помпезно се најавуваше дека инвестицијата која што наводно ја донела владата, а не ја донесе владата, си дојде странскиот инвеститор во нашата приватна индустријска зона, тоа е групацијата Шварцкоп, Lidl, е инвестиција која што обезбедила владата. Добро. Си имаат луѓето консултанти, фирми си бараат спојување на парцели во индустријска зона, си пустиш тие писмо за намери, одиме во континуитет. Вчера поединци од власта го блокираа проектот свесно. Зошто не дозволуваат да се вцрта или да се измени моменталниот урбанистички план, да се спојат маркетите, каде што ќе се дозволи на инвеститорот да гради еден голем објект со инвестиција од над 80 милиони евра. Зошто тоа се прави? За да се блокира инвестицијата. А всушност за таа работа еве сега да го прашате Ковачевски, не знае. А зашто затоа би ја нема под контрола работата. А зашто би ја блокирале ако велите дека сака да ја присвојат, еве ја присвојат, зашто би го блокирале евентуално вместо странски инвестиции? Ако е успешна инвестицијата, земјиштето ќе се продаде сигурно над 20, можеби и 30 евра по метар квадратен на странскиот инвеститор по пат на лицитација, но ако немате странска инвестиција таму, тоа земјиште ќе остане и ќе го купуваат како што го купува претходно некои инвеститори блиски и до нив и до ВМРО ДПМН за по 1,5 евро по метар квадратен, бидејќи првично земјиштето го купи некоја си фирма блиска до ДУИ, која што ја препродаде на втори и на трети лица и тие денеска инвестираат таму во индустријската зона. Затоа што ако имате атрактивен инвеститор во индустријската зона, се качува пазарната вредност и на земјиштето, но и на се околу неа.
Значи, И тоа не им блоки- одговара. сакате да- Сакаат луѓето да стават рака на се, ги Сакате контролираат работите Сакате да оддалеку. кажете дека влезот на Лидел е блокиран од државната власт? Во моментов да, е блокиран и еве ви кажувам, за тоа воопшто не знае врхушката од власта, но тоа го прават поединци кој го блокира? кои што се добро поврзани на интерминистерско ниво помеѓу себе. Кој го блокира Вие во влезот? оваа држава имате неколку паралелни Кој го власти блокира влезот и на неколку паралелни лоби групи кои што работат и се координираат заедно и помеѓу себе. Трински, кој Во го- моментов го блокираше Министерство за транспорт и врски, а времето ќе покаже кој сушност стои заради таквата одлука, а претходно сушност беа луѓето и ги искоординираа сите работи со истите тие каде што им беше одобрено да направат такви измени во урбанистичкиот план. Ве оставив да зборувате подолго, отворивте неколку теми. Сакам малку да ве вратам назад. Прво, пред да одам на коридорот, кога говорите за власта, дека секако одговорноста е кај нив. Кога СДСМ беше опозиција, кога вие бевте дел од СДСМ, иако сте се уште победување социјалдемократ, исто така говоревте и ви говори и вас дека и опозицијата има своја одговорност. Како може, што може да направи владата, било која, со вакво парламентарно мнозинство какво што е, ако имате 1 милион закони кои што се блокирани од страна на опозицијата? Ако не ви оди работата во парламентот, решението е јасно. Што? Вие немате Ја не контрола. говорам за уставни измени, говорам за закони кои што стојат закочени. Значи, например. вие немате контрола на мнозинството во собранието. Кој треба да го направи мнозинството во собранието? Значи, ја не говорам за мнозинство, Ама јас говорам за дозволете ми закони сега, кои ќе што ве треба молам. да поминат со Дозволете поддршка ми на поставивте опозицијата. прашање, дозволете ми да ви одговорам. Значи, вие правите влада врз база на подпишана коалиција. Се создава мнозинство во парламентот и тоа мнозинство е основниот елемент за носење на сите одлуки во собранието. Македонија е парламентарна демократија. Значи, одлуките ги носи инокосно собранието, тоест партиите кои што ја сочинуваат власта. Вие не можете да очекувате од опозицијата да ви прави мнозинство на седници, а вие не можете да ги Дриски, не приберете. говорам ја за 61. Вие не можете да ги приберете своите, бидејќи се здисани од власт. Вие погледнете, парламентот ви е празен. Си донесува одлука минатиот пат да си ги зголемат платите, ама уво не ги боли, што би рекол народот. Значи, во оваа Добро, тоа и вие најголема ќе земете криза. зголемена Не, плата. јас се уште земам мала плата, бидејќи не донесов одлука таква на Советот, бидејќи во меѓувреме дојде препорака од владата дека ќе има одредени измени каде што ќе се намалат платите. Но си замолчеа, платите си врват, ги гледам, наредени се, сите си ги исплатили и така натаму, мува не ги ласи. Не може така. Значи, како ќе ја гледате вие одговорноста во мене или во опозицијата? Немате контрола на парламент. Сега лесно е вака, па јас ја можам лесно да си изборувам Не. што сакам. Ама Јас не дозволете ви ми. изборувам, ама не ви изборувам јас за 61. Јас ви изборувам за закони кои што треба заради неконструктивност на опозиција, владата се обидува да ги турка со европско знаменце. Зашто опозицијата во ниту еден момент не покажува конструктивност? Тргнете го Бехти Ленка настрана, ја ве прашувам. Или рида е тој проект или е државен проект? Значи, први поред да ви одговорам на работите. Значи, за љубов се потребни два яйца и е потребно разбирање. За да имате разбирање, претходно треба да имате взаемно почитување. Почитта се стекнува врз база покажувате почит и очекувате почит. Тоа вие на политичката сцена во Македонија во моментов го немате. Недостасува диалог помеѓу позицијата и опозицијата. Па може има Мицкоски Видете, со ќе Заев. ви кажам една работа. Не се битни личните релации. Треба да се постапува институционално и меѓупартиски. Јас излегов со неколку предлози во последните месеци и половина по однос на прашањето со Бугарија и отварањето на Уставот. Никој од власта не најде за сходно во ниту еден момент да поразговара со мене за тие предлози и барем да ги свати како сериозни. Како вие очекувате да имате взаемно разбирање. Еве, утре ние дефинитивно ќе имаме многу голема пратеничка група со интенција да освоиме власт. Вие мора да бидете отворени да разговарате со сите. Не можете да не ставате во состојба пред свршен чин, да ги носите актите и потоа да барате само да присуствуваме таму. Не, ќе се договараат работите. Па ние, впрочем, тоа го правиме и на Па, Советот еве вака. во општина Кумано. Во ред. Знаете, имавме од Ама опозицијата сега во некои општина работи како да Кумано не сакате голем да број ги- на предлози
ги прифативме и ги ставиме, станаа составен дел на Да, до основниот буџет. Димитриевски морате да го правите за да држите баланс и за да држите мнозинство во Не имам во апсолутно Советот. мнозинство, не Но морам, сакам да ја уважам но опозиција. сте биле пратеник. Ја добро знаете. Од 2017 е СДС на власт. Еве јас ќе ви земам закон за МРТВ и за Агенција за аудиовизуелни медиумски услуги. Тој не поминува затоа што не дозволува опозицијата. Зашто да дозволи опозицијата да помине закон за МРТВ кога таму си има свој луѓе инсталирано? Еве ве прашувам. Значи, Дали имаме, дали еве бидејќи обвинуваме све. Чива е МТВ? а политичката состојба во 2016 и 2017 е апсолутно поразлична од денешната состојба. Јас кога бев пратеник, ќе ве подсетам само, се случија многу немили настани во собранието, работевме под огромен притисок, имавме проблем да конституираме власт, на моменти бевме и обвинети во јавност за кршење на уставот, но ја конституиравме власта и од оваа перспектива, ако се вратам назад, дали денеска тоа би го правел, да, јас верував во тој концепт едно општество за сите, кое што овие поединци ја го претворија во едно општество за нив поединци, но како и да е, мислам дека беа направени одредени грешки за кои што историјата ќе суди дали бевме исправни или не. Што е Она грешката? Грешката е. Да. Грешката е што не се борев јас Талат Џафери да стане председател на собрание, не за да знаете дека може, Талат не, Џафери ќе дозволете биде? ми, дозволете Не ми знаете сега, дека Талат ќе ве Џафери ќе молам, биде? Бидете коректни, не Ајде. ме прекинувајте. Ако ми нафрлувате Добро. прашање, дајте ми Денес шанса дека да ми е ви... денот, па можем да користам. Супер. Денот Се треба да ви шегувам, биде да. секој ден и Се јас ви шегувам, честитам, но дајте ми шанса коректно е да ви одговорам. Значи, Талат Џафери, јас не се борев да стане председател на собрание за да си го вработува синот така како што си го вработи кај си го вработи. Ниту пак најголем дел од тие пратеници, поединци, членови, министри на владини кабинети и така натаму. Јас се борев на вистина да го вратиме општеството на граѓаните. Не се борев да продолжиме со политизација на системот и со создавање на поединци кои што се посилни од државата. Ние продолжиме со типот на создавање на една современа модерна олигархија. Момци кои што до вчера возеа такси возила, а денеска возат скапи автомобили и поседуваат половина градови. Затоа јас не се борев. Јас се борев да му дадеме можност на обичниот човек да се почувствува заважен, дека ќе дојде човек кој што како во општината што беа вработени некаде над 10 архитекти кои што не беа вработени, не по партиски клуч, него од биро за вработување, а подоцна ми стигна писмено барање во кабинетот од политичката партија на која што и припаѓам, со наредба да не ги примам тие, да ги примам тие други и така натаму. А чекајте, тоа е едноставно чиста хипокризија. И затоа дојдоа состојбите во кои што дојдоа и денеска повеќе не сме заедно. Значи, јас сум разочаран во таквиот пристап, инаку да се вратам на суштината, условите кои што владееа тогаш 2016, 17 и денеска апсолутно не се подеднакви за И што е променето дискусија. во МРТВ? Значи, во МРТВ, значи, законот треба да помине и опозицијата треба да покаже конструктивност, но МРТВ е посебна приказна. За да го решите проблемот со македонската радио телевизија или македонската национална телевизија, која што е државна, првенствено треба да имате сериозен проект, сериозна студија, сериозни луѓе кои што ќе се нафатат во следниот период, најмалку 3 до 5 години да се вложат самите себе си со еден сериозен тим за да се направат суштински реформи и тоа да стане сериозен национален сервис, бидејќи кога ќе вклучиме хрт и ја гледаме хртска телевизија, едноставно сме премногу задоволни од тоа што ќе ни биде интерпретирано и во делот на квалитетот и на програмата и на се. Јас не помнам кога сме вклучиле МТВ, зошто е тоа така? Не е веќе репер КРТВ, така да таму повеќе репер е нова телевизија, тајна дозволете ми, гледана. настапував на БНТ пред некаде 2-3 месеци. Во февруар 4. Да. Значи, јас бев фасциниран од тоа што го видов таму и од начинот, организација и така натаму. Не мора да биде хрватска телевизија, може да биде и бугарската национална зашто телевизија. опозицијата би имала интерес да влегува во МРТВ, кога еве, се уште ништо не е променето, читаме ги редови, така е нашата. Ама Мичко, утре ако дојдеме добиеме шанса, а ќе добиеме шанса да имплементираме власт и да наметнуваме своји политики, нашата цел нема да биде во МРТВ да поставиме човек кој што е близок до власта,
туку целта ќе биде да се постави професионалец кој што објективно ќе уредува и организира уредничката политика во медиумот, но дополнително и менаџерски тим кој што ќе изменаџира со овој конгломерат кој што во моментов е таму, за да ги редуцира трошоците, а да е зголеми продуктивноста. Тоа што ние го направивме во Куманово. Значи, Куманово беше пред некаде 4,5-5 години трета најзадолжена општина во државата. Прва Охрид, втора Тетово, ние со Карпош го делевме третото место. Денеска Куманово е една од најдобро стоечки финансиски општини со 4,5 милиони евра вчера на жиросметка и сите платени фактури за сите завршени проекти и работи до денеска. Спремаме и подготвуваме реализација на сериозни проекти оваа година и ќе продолжиме со тоа темпо. Значи може, како може? Ја зголемивме брзината, ја намаливме потрошувачката, ги отфрливме непродуктивните трошоци, ја намаливме корупцијата, и не зависат работите од поединец, туку се обидуваме да изградиме систем. Водење град и држава не е исто. Исто е, само што државата е менаџирање во микросредина, општината е менаџирање со микросредина, а државата е менаџирање со глобална средина. А што е со, бидејќи претходно ви реков дека ќе ви остава малку да зборувате за опозицијата, што е со Илирида? Што беше поентава со Илирида? Сега, ја да објаснувам за историски факти кои што сите ги знаат во државата, не, да ми објасни. Јас знам што е Илирида. Зашто го поврзувате коридорот 8 со Илирида? Затоа што има една идентичност на сликите кога ќе ги видите и онаа гранична поставеност, но најдобро е да го прашате господинот Ахмети, бидејќи тоа се негови зборови. Во декември 21 година, дозволете ми, во декември 21 година тој има постирано статус, кај што вели: многу е близко реализацијата на коридорот 8. Со реализација на овој коридор се реализира националниот интерес на релација Скопје-Приштина-Тирана. Всушност тоа е јасно. Таквото поврзување. Тоа вие така го читате. Јас го читам дека Али Ахмети е лидер на ДУИ, партија која што е во Македонија. Али Ахмети е лидер на ДУИ, кој што е национален лидер. И додека ние во државата се обидуваме да изградиме политики кои што ќе ги засилат мултиетничките односи, цело време, особено во македонскиот политички блок се зборува за соживот, мултиетничност, мултиетничко општество, меѓуетничка толеранција. Едноставно, овој лидер си ги турка сите работи на национален план и ги води на национален концепт. Не прави Ахмети, правиме ние сите, правиме автопат. Ахмети автопатот го плаќаме јас и ти и сите ние од наши џебови. Ама зашто влечите паралела? Македонија има многу коридори за кои што е заинтересирана да инвестира. Мене ми се споеме во Европска унија. Види, така е. Сега ќе се убедуваме кој е поголем европеец. Јас се согласувам дека е така. Сега вие влечете теза Илирида, па побогу завршена е таа приказна. Суштината ми е дека за овој автопат всушност парите ги даваат граѓаните, а ќе ги земаат поединци кои што се во власта и блиски во власта. Тоа е делот за сомнеш за корупција. Ја говорам за националниот интерес на автопатишка. Ајде погледнете ги инвестициите во регионот. Која држава во моментов плаќа вакви стратешки проекти 100% од сопствениот буџет? Ајде погледнете ги донациите од Европска унија за изградба на коридорите во Србија. Видете го железничкиот коридор, како врви и што врви. Коридорот 10 е најпрометниот коридор кој што поминува низ оваа држава. Како и да ги менувате нештата, ниту еден друг коридор никогаш во историјата не може да биде попрометен од овој коридор. Зошто? Затоа што тука поминувал и патот на свилата, и патот Вие Игнација, и додека векот векувал и светот светувал на тие коридори, врвеле трговските патишта. Ворете да отвориме нови коридори. Но јас ви велам каде се тука во овие инвестиции, грантовите. И затоа бев испровоциран. И ако мисли господинот Ахмети дека тоа е национален коридор, како што тоа го тврди, тогаш национално нека го платат. И ќе помогнеме и ние, како тоа мислат. Значи, од секоја приказна во државата ќе се прави национална приказка. Каде што? Албанскиот народ со неговите политички лидери ќе се воздигнува,
А македонскиот народ во сопствената држава ќе се фрустрира. Ама не го делите така народот. Не, јас не го делам. Јас тоа Ама ви го еве кажам. видовте како помина Ахмети вчера во Мишко, Слупчане. Види да ти Ма кажам. еве помеѓу албанците видовте како си помина поминува Ахмети. во Слупчане така според заслугата и јас го разбирам револтот на тој родител на погинат бранител од нивните редови, припадник на АНА, ОНА или УЧК. Но од друга страна видовте реакцијата на обезбедувањето на Ахмети и како изреагира кога му се пушти на човекот да го дисциплинира на гробот на собствениот син. Мислам, тоа е недопуштено. Што ви покажува тоа? Не, јас сакам да а кажам ние дека сме завршени власти, се. можеме се да правиме што сакаме. Ваквиот вокабулар малку нема потреба да се разжестува тензија Не се помеѓу разжестува македонци. тензијата, Па затоа ниту велам. пак некој разжестува тензијата. Да не ми се импутира. Јас водам мултиетничка... Не импутирам јас ништо. Јас не реков Илирида, вие рековте Илирида. Општина Мишко со која што успешно менаџирам, во која што правата на сите етнички заедници се унапредени и имаат еднакви можности сите, не ги делам граѓаните, тоа инвестициите го покажуваат. Инвестирам во сите делови на градот. А еден ден кога инвестирате кај македонците, ви префрлуваат група албанци и ве негираат, другиот ден кога инвестирате во делот кај што живеат албанци, ве негираат македонци. Но тоа е секојдневна работа во Куманово. Ние успешно менаџираме со една мултиетничка средина, но мора да потенцираме. Тоа не е биетничка средина како што некои поединци од етничките политички партии сакаат да го прикажат. Нели зборуваме за мултиетничко општество? Зошто? Тогаш во Македонија во континуитет се создава биетничко општество. Ако правиме мултикултурно општество, зошто тогаш децата ни се поделени во детска градинка и во основна школа? Зошто зборуваме за соживот секојдневно, а реално во пракса ние соживотот го немаме? Ние имавме соживот во нашите генерации, кога јас како македонец, Далибор како србин, Башким како албанец, игравме фудбал на улица заедно, џамии и други детски игри. Денеска, младите македонци се во едни кафичи, младите албанци се во други кафичи. Единствено соживотот, знаеште кој го живее? Тие во парламентот кои што се договараат колку ќе им бидат платите, бидејќи им се мали. А кој ги дели децава македонци на албанци? Политиката ги дели. Тоа се Пристапот да и кажам. начинот како се имплементира политиката. Бидејќи сите тие потези, замислете, се гради споменик на УЧК во Слупчане, 30 и кусур метри, под назив спомен обележие, а од друга страна Куманово во континуитет од истите тие политички субјекти се блокира да не може да се донесе таква одлука за градба на македонските бранители на Македонија. Бранителите всушност се и македонци, и албанци и други припадници на етнички заедници. Зошто? Нели, толерантни сме, шириме, македонецот го промени собствениот устав неколку пати во историјата до сега. Кој не покажал толерантност Македонија? Македонецот, како граѓанин, како народ, како нација, ние сме и премногу толерантни и затоа дојдовме во состојба. Во моменти да се фрустрираме и да се чувствуваме како граѓани од втор ред во собствената држава. Зошто? Па ако направите некој прекршок, ќе одговарате. Една средба, Другите не ги фаќа закон. Една средба никој не ја демантираше. Заев нешто се ојде да демантира, на Заев и Мицковски за спојување заедно еве против Дуи, бидејќи премногу замав зема, кој што излезе во некој од медиумите, Заев нешто демантираше, не видов дека Мицковски демантираше, еве зашто не поддржите таква средба или веќе до тој степен е антагонизмот кон Заев. Нема антагонизам кон никој, да се разбереме. Значи, само се принципиелни критики. Тоа што било мора да се каже. Јас сум транспарентен човек и ги отварам сите факти во јавност. Но оваа средба е апсолутно за осуда. Зошто? Бидејќи со тоа се покажува, ако е точна, а верувам дека е точна, со тоа се покажува огромно лицемерие кон јавност. Официјалниот председател на Социјалдемократскиот сојуз е Ковачевски. Ако Мицковски треба да има средба со некој, тоа е Ковачевски. Вие можете да имате приватна средба за приватни дружиња со секој, но на тие приватни средби вие не можете да разговарате генерално за политики, потенцијални коалицирања, формирање на влади. А што е ова? Црно-бел свет, па ние ќе бидеме заложници само на едните и на другите. Па во оваа држава живеат луѓе, слободоумни граѓани кои што размислуваат со своја глава и тоа ќе се потврди на следните избори. Концептот кој што ние го афирмираме во моментов, кој што го развиваме во државата, ќе ги обои
состојбите во државата. Македонија повеќе никогаш нема да биде црно-бела. А дали Максим Димитриевски е новиот Тито Петковски од Не. 2006? Или можеби е Максим Димитриевски тој социјалдемократ кој што треба да земе со ваков вокабулар гласови од ВМРО ДПМН десни гласови да биде носител во втора изборна единица, карикирам, и да заврши приказната. Ова го имам слушнато повеќе пати. Видите, многу сум транспарентен и многу отворено говорам на сите теми и овде ќе ви дадам многу директен одговор, иако предходно го имам кажано. Јас немам намера да освојам ВМРО-вски или СДСМ-овски гласови. И јас заедно со моите соработници ќе освојам довербата на граѓаните на Македонија без разлика кој на која политичка припадност припаѓа, а најповеќе на неопределените луѓе кои што секогаш биле ставени во сенка и поради својата политичка неприпадност никаде немале шанса, немале можност да добијат шанса во општеството. Инаку споредбата со Тито Петковски, јас го почитував господинот Петковски, но алудирав евен НСДП ако сакате, да не мора Тито Петковски, евен НСДП како политички субјект мислам дека е веќе во минатото, таа се претопи дел тоа што остана. Поентата е дека ако не беше НСДП немаше ниту Груевски да дојде 2006 на власт. Ние ќе бидеме партија која што ќе биде позиционирана, тоест ќе бидеме движење или партија ќе дефинираат самите членови на тоа движење, кое што ќе биде позиционирано некаде кон центарот. Нашата цел е јасна, тоа го имаме кажано, првенствено, бидејќи ќе освоиме огромна поддршка на следните избори, ќе бидеме фактор кој што ќе формира власта и едноставно ќе поставиме одредени услови за прифаќање првенствено нашите стратешки национални политики за отворање на прашањето за развој на реално демократско и реално мултиетничко општество, а не мултиетничка држава која што некои експерти и поединци ја создадоа како феномена воопшто не постои никаде во теорија на државата и правото, и дефинитивно ќе се бориме цврсто против корупцијата, да искорениме во целосно суштинската корупција, која што е во власта и во поединци од власта кои што црпат огромни средства од различните државни буџети, ги трансферираат, ги префрлуваат на приватни субјекти и некои приватни субјекти преку ноќ се создадоа империи, додека други фирми кои што работат нормален бизнис во државата стагнираат во континуитет. Уште сте социјалдемократ? Социјалдемократија е убедување, тоа е идеологија, тоа не може да се промени, значи го спомнавте Тито, да, Јосип Броз Тито ми е еден од лидерите заедно со Вили Брант и со Винстон Черчил и така натаму. Тоа е убедување мое лично, но не значи дека моето лично убедување ќе биде и убедувањето на движењето кое што ќе го формираме. Во септември во Скопје и ќе ве поканиме и вас да дојдете да присуствувате. Сега имате, ако не се лажам, Тетово, Гостивар, Кочани, Крушево, Прилеп, Куманово, 6, во најаве Ѓавѓели, ако не се лажам така, 7. Скопје го најавувате за септември, сите го очекуваат Скопје и тука се тие шпекулации, Димитров, не знам што, иако знам дека е сосем друга комуникацијата, но што можеме да очекуваме ние во Скопје од Максим Димитриевски, ако гледаме на еден митинг во Куманово, таму беа наредени луѓе кои што беа поврзани со и се поврзуваат со Бранко Црвенковски. Ја не сакам да го не бе поставам дали ќе се појави Бранко Црвенковски, видејќи едно негово појавување како социјалдемократ, особено пред избори, кога каже дека ова била најкорумпирана влада, за мене беше тотално. Сега го враќам филмот кој беше првично тоа. Ај прво за Димитров да одговорам, за да ги расчистиме сите шпекулации. Ниту јас, ниту пак некој од членовите на Сдруженијето нема било каква доперна точка со организацијата на господинот Димитров. Јас му посакувам успех на сите полиња. Имав една можност да присуствувам во емисија со него, подоцна се напиви кафе, поразговаравме, неговите ставови се јасни. Нашиот пат е малку поинаков. Што се однесува до трибината во Куманово, да, беше една многу успешна трибина, која што за прв пат можеби во мојата политичка кариера видов една структура на луѓе кои што се дојдени во сала не да ракоплескаат од тоа што мораат, туку реално да ги поддржат политиките на Сдруженијето за наше Куманово. Тука беа присутни повеќе луѓе, неколку луѓе од Скопје, некои од нив, да, точно,
биле соработници на Црвенковски, но нашето движење е отворено за сите и има простор за сите. Може би една од основните грешки беше што по доаѓањето на одредени високи позиции во СДСМ беа ампутирани голем број на луѓе кои што и како значеа во СДСМ. Кај нас има простор за сите, има простор и за академици. Значи, тој треба сами за себе си да каже. Вие како перцепирате, како јас ќе кажувам за Црвенковски, јас многу пати имам кажано дека со Црвенковски, јас го почитувам Црвенковски многу. Мислам дека тој имаше простор уште многу повеќе да даде во политиката, се повлече од политиката, дали има намера да се врати или не, јас немам разговарано на таа тема, доколку дојде да присуствува на некој состанок или настан, секогаш добре дојде, ни тој и било кој друг, но ние во челните позиции на Сдруженијето ќе дадеме простор на нови луѓе, една нова, свежа енергија на луѓе поединци кои што доаѓаат од науката, од бизнис спелата, од студентските редови, лидери на студентски движења, синдикати, поранешни вработени на армијата, поранешни вработени на полицијата, високи професионалци. Во овој момент, освен оние имиња што беа видени на трибината во Куманово, не би сакал да ги отворам имињата, бидејќи не е коректно кон нив, нека си ги отворат самите за себе си имињата. Јас само ги видов пратеници кои што биле во време на Црвенковски, сега да не ги редам. Мислам дека беа двајца, имаше и поранешни, имаше и генерали, имаше и луѓе од бизнис секторот, мислам. Видете, како и да е, нивниот број ќе биде се поголем и поголем. И верувајте ми дека еден ден ќе се изненадите колкава ќе биде бројката на луѓето, на поддржувачите кои што доаѓаат всушност од сите политички структури. И она што е многу интересно. И од ДУИ? Значи, од ДУИ немам официјално репрезенти во очено денеска, но има албанци. И во Гостивар имаше голем број исто така и на припадници од турската етничка заедница. Добро, дали бидејќи доаѓаат следнава година имаме редовни председателски парламентарни избори, дали ќе гледаме Кумановски двобој во битка за председател на држава? Мислам на Максим Димитриевски и Оливер Спасовски. Тоа времето ќе го покаже. Како и да е, политиката е тоа секогаш можете да дојдете во ситуација на одреден предизвик да учествувате во одредена политичка борба и тоа е легитимно. Она што јас можам да го потврдам во овој момент, дека јас сум сконцентриран на развојот и етаблирањето на граѓанското движење, кое што предпоставувам дека самите членови ќе го наречат за наша Македонија или со некое име кое што ќе не манифестира нас. Името се уште не е дефинирано. Името се уште не е дефинирано, инаку од политички двобои никогаш не сум бегал и ги доживувам како голем предизвик. Значи Максим Димитриевски не исклучува можност за кандидатура за председател на држава? Не, тоа ќе го кажат членовите на движењето и тоа ќе го кажат сите сондажи. Вие лично сте подготвени да влезете во една таква? Јас во овој момент сум подготвен да си завршам работата и обврската која што ја преземав кон моите кумановчани, а тоа е да ги намалам проблемите со кои што се соочуваат мои кумановци. Но ако не сакавте да бидете председател, ќе ми речете нема да за председател. Не, но бидејќи ме избра да бидам градоначалник и јас сум избран на оваа позиција благодарејќи на мои кумановчани кои што ги победија сите политички партии заедно на избори, ја дадоа поддршката на мене и на луѓето кои што беа на соетничката листа за наше Куманово. Што ќе се случува во иднина, повторно ќе ги прашаме граѓаните како ги прашуваме врз база на сондажи. Мојата лична желба, ако ме прашате лично, е да добијам можност да искуствата кои што ги стекнам на локално ниво ги пренесам на централно ниво. Премиер, значи. Сега премиер, видите, има толку многу потенцијални, има толку многу потенцијални кандидати, има толку многу потенцијални и квалитетни кандидати во државата и мислам дека во секој момент може и во некоја голема компанија, и во некоја големо училиште, во некој голем универзитет да се најде идеален премиер кој што е веројатно ќе биде многу подобар и од мене и од вас, бидејќи не е само политичарот кој што е најумен за да менаџира, но како и да е, видите, политиката не е место за луѓе без амбиции, дефинитивно, и ако веќе влегувате во нешто, барем посакувате да направите одредени резултати. Пратеник сте, биле градоначалник сте, значи затоа велам премиер велите. Вие видиме заклучот сте.
Па не вие ни демантиравте за председател на држава. Значи во политиката најлесно е да се демантира, најтешко е да се креира, а уште потешко е да се менаџира. Ние се справуваме со состојбите. Нешто испуштив да прашам, да, Бечичи некои интересни средби има во Црна Гора, така знам дека заминувате на пат, затоа и го договорив ово гостување, за да завршувам. Да, на 8 и 9 е самитот 7, тоа е во организација на ИРИ, институтот од Соединетите Американски држави, на кој што ќе присуствуваат челниците на државите од регионот, тоест дел од премиерите. Исто така покане сум, јас сум составен дел и на Task Force групата која што работи. Значи таму и мислам дека ќе има можност да се сретнам со представници, високи представници од партнерските држави, Соединетите Американски држави и Европската унија и да поразговарам на повеќе теми. Убава можност за создавање на нови контакти и дефинитивно за објаснување на актуелната политичка состојба во државата, бидејќи во моментов се создава еден впечаток дека нашите странски партнери се многу позаинтересирани од нас самите за она што се случува овде и како и на кој начин се менаџира државата. Ако секој странски дипломат на секој втор збор ви зборува за корупција, а при тоа вие како од позиција на власт си велите леле па имало корупција, замислите пред тоа не знаевте. А сте министер во делот на безбедност или не знам каде и потоа признавате дека е така, мислам дека е толку лицемерно кон јавноста таквото однесување и со една широка политичка демагогија всушност се обидувате јавноста да ја одвратите од актуелните теми на корупцијата за да ја пласирате нови теми преку медиумите. Вие кои ќе вклучите телевизор, ги следев пред малку вестите што ги интерпретиравте, значи ние немавме позитивна вест. Ниту една позитивна вест што се случува во државата. Но каде и да погледнеме, значи, па не е така. Ако погледнете во некои други држави, ќе видите дека нешто се случува, нешто се случува на национално ниво, нешто се одвива од делот на сериозни инфраструктурни проекти и така натаму. Но кај нас ги вклучувате вестите и гледате дека всушност само имаме критика, само имаме афери и така натаму. Вице-премиерот Груби тврди дека се преговара со вратеници од опозицијата за подршка на уставни измени. Па тоа е политички подкуп. Добро. И сега јас морам да ја представам оваа вест, да ја презентирам напред, бидејќи е непотврдена, поврзана со Србија, бидејќи непотврдено БД22 нет се повикувам, оно што пренесуваат медиумите, значи убиени скоро 8 деца во училиштето на Врачар, меѓутоа се се ова непотврдени информации, затоа гледам ги што и како се случува, како и да е, да го заокружиме овој дел. Ви благодарам што бевте во студио 10. Сочувство до семејствата, ова е голема трагедија, камо среќа да не е точно, ми беше чест што ви бев гостин и секако поздрав уште еднаш до сите гледачи и честитки за сите медиуми за меѓународниот ден. Максим Димитриевски, градоначалник на Куманово во студио 10,